Протестот во понеделник сепак неизвестен. Конечната одлука ќе се знае во недела, до кога синдикатот и даде рок на владата да одлучи по однос на нивните барања за повисока плата. Значи, ние секојдневно очекуваме позитивен исход. Рокот до недела, доколку имаме позитивни преговори, со радост би започнали ние од 2 септември, значи од првиот училишен ден за сите ученици. Меѓутоа, доколку не се најде позитивно решение, значи наставниците ќе влезат во предобелувачи штрајк, што значи дека настава нема се држи, наставниците ќе бидат присутни на работното место, меѓутоа згрижувањето на децата нема да биде од страна на наставниците. Ова во недоумица и исчекување става околу 20.000 ученици и најмалку 2.000 наставници од регионот, кои се во исчекување на одговор од владата. Во меѓувреме, дел од училиштата најавија дека настава во понеделник ќе има. Во деветолетката Гоце Делчев во Штип наместо денес, како во сите останати основни училишта во општината, приемот на првачиња ќе се одржи во понеделник. Две сродни училишта пак преку соопштенија информираа за почетокот на учебната година. Се известуваат сите ученици од Средното општинско училиште Колен Ехтенин од Штип дека учебната 2019-2020 година започнува во понеделник на 2 септември со следниот распоред на смени: електротехничка струка прва смена од 7 часот и 30 минути, машинска и угостителска туристичка струка втора смена од 13 часот и 30 минути. Идентично соопштение испратија и од текстилното училиште. Со Димитар Мирасчиев, Штип, ги известува учениците дека од понеделник, 2 септември 2019 година, започнува новата учебна година со следниот распоред на смени: прва и трета година прва смена, втора и четврта година втора смена. Во меѓувреме, СОНК и понатаму стои цврсто на ставот дека доколку не добијат позитивен одговор од владата, настава во понеделник ќе нема. Синдикатот е подготвен и за протести и за преговори со Министерството за образование и наука. Бараме 25% изголемување на платите. Доколку се најде заедничко решение, можно е на 2 септември и да нема протест, но доколку не, тогаш во понеделник ќе се протестира. Инаку, платите на македонските наставници во просек се околу 21.000 денари или близу 340 евра. Инаку СОНК брои околу 30.000 членови, а на нив им се приклучуваат и од Конфедерацијата на слободни синдикати, па штрајкот може да се прошири во други дејности.